Благодарам. Почитуван колега Мециновиќ, никакви мерки за штедење нема да има и никој сиромав нема да трпи, а никој граѓанин на Република Македонија нема да трпи. Дозволете да ви објаснам во што е поентата, бидејќи мислам дека можеби во тоа кое што се пропагираше во јавноста, едноставно сте стекнале одредени впечатоци за информации кои што не се точни. Зошто нема да порасне јавниот долг? Бидејќи кога некој вложува во вакви капитални инвестиции, расте бруто домашниот производ. Зошто расте бруто домашниот производ? Заради три фактори. Првиот е заради тоа што градежништвото има мултипликативен ефект на 2 или 3 пати вртење на тие средства во економијата. Второ, има повеќе вработени кои што ќе треба да бидат ангажирани на овие проекти. И трето, заради изградбата на овие големи проекти ќе има повеќе странски директни инвестиции, што во економијата е златно правило за намалување на јавниот долг. Или дозволете без чебрени галиште, она кое што јас сум го правил како лични пресметки, а од озгора на ова ќе има уште еден стратешки договор со уште една силно западноевропска земја, од прилика 1 милијарда за патишта. Ако ги собереме тие три проекти, односно еве оние кои што вие ги споменавте, железницата и овие болници и факултетот 2,2 милијарди, 1 милијарда за патишта и 1 милијарда за општините, некаде од прилика бруто домашниот производ за тие 5 години ќе расте годишно по 3,5% само по овој основ. Заедно со органскиот раст надвор од овие економски активности очекуваме во наредните години, кога овие проекти ќе се градат на терен, да имаме раст на бруто домашниот производ од 7%. Колку повеќе ви расте бруто домашниот производ, толку повеќе ви се намалува јавниот долг. И она кое што е штос, кое што не сте го прочитале во договорот. Господине Мециновиќ, внимавајте сега што ќе ви кажам наредно. Ние овие средства ќе ги враќаме кога ќе го примиме проектот во владение. Односно, пругата, кога ќе почне да создава приход, ние тогаш ќе почнеме да ги враќаме парите. Имаме грејс период од 5 години, а првата рата, каде што би биле, или првата фактура која што би достасала, и од моментот кога би почнало да тече грејс периодот, би било 1.1.2027 година. Практично значи дека до 2027 година, ние ноември годинава сакаме да влеземе во градежни активности и да ги изведуваме проектите, од 2027 година 5 години е 2032 година кога ние би почнале да ги враќаме овие пари. За тие 7 години ние можеме со тие економски активности да го санираме јавниот долг. Дали е тоа возможно? Возможно е, бидејќи оваа влада успеа за 10 на 11 месеци да го намали јавниот долг за 4,7%. Се што се случува е плански, е наменски, стратешки и тоа е нашиот план за развиток на економијата. Сето тоа кое што вие го зборувате нема да се имплементира и не е реално, бидејќи сето ова влегува и во процентот на јавниот долг, но и во покачувањето на бруто домашниот производ. Бидете така, следете, закачени сте на возот, активен политички чинител и радувајте се на успесите кои што оваа влада ќе ги постигне во наредниот период. Благодарам.